Богатото разгалено синче Стефан Богоев и СДС се символ на лажни ветувања и манипулации. Пред парламентарните избори им ветуваа брде и долини на младите, а сега може да се види дека ништо од тоа не е реализирано. Прво, Богоев и СДС ги лажеа младите дека ќе добијат преработување, практиканство или дообука по завршување на образованието, а сега може да видиме дека младите не добија ништо. Второ, лажеа дека младите кои сакаат да започнат собствен бизнис ќе добијат по 10.000 евра неповратни средства, бесплатна просторија, како и правна и сметководствена поддршка. Поминаа 4 месеци, а младите не видоа ниту евро од ветените пари, ниту просторија, ниту пак видоа помош. Трето, Богоев на студентите им ветуваше темелна реконструкција на студентските домови и нова зграда во рамки на Стив Наумов. Не само што нема нова зграда, туку владата на СДС скрати 155 милиони денари за изградба на студентски домови. Четврто, младите беа излажани и дека ќе добијат картичка за субвенциониран меѓуградски превоз за сите млади до 29 години кои доаѓаат од други градови. И од ова ветување нема ништо. Започна учебна година, а ниту студентите, ниту невработените имаат попуст во меѓуградскиот превоз. Пето, ги излажаа студентите дека по принципот part-time job ќе добијат понуда за работа со скратено работно време со цел да заработуваат пари додека студираат. Ни од тоа нема ништо. Понуда за студирање за работа со скратено работно време нема. Лажеше тогаш, лаже и сега. Се што кажа богатото разгалено синче Богоев излажа. Се што вети беа само лаги и празни ветувања. Како што не направи ништо добро за младите, така нема да направат ништо добро ни за граѓаните на општина Карпаш. Младите, но и сите граѓани на Карпаш ги препознаваат лагите на Стефан Богоев и СДС. Тие нема да дозволат да бидат излажени. На 15 октомври Стефан Богоев и СДС ќе бидат казнети за сите нивни лаги и манипулации. Благодарам.